Значи, за прв пат давам изјава по однос на јавниот превоз. Сакам да ја запознам јавноста дека проблемите со јавниот превоз се последователни, што значи поради одржување на изборниот период и изборот на новиот состав на Советот, не бевме во можност веднаш да донесеме нова одлука и да дадеме со истата одлука која што се носи од страна на Советот можност на сите компании и превозници во градот да учествуваат во транспарентна тендерска постапка, не сакајќи да фаворизираме и дадеме можност да се држиме до старото искуство и се фаворизираат само неколку компании. Таквата одлука, поради тоа што знаете дека на 30 беше октомври избран новото локално раководство и новиот совет, мораше да се одржи конститутивната седница и немавме временска рамка да ја завршиме целата таа постапка, вклучувајќи и тендерската постапка за избор на најповолен превозник или најповолни превозници по разгранети линии на територија на целиот град до крајот на годината. Поради таквите технички пропусти имавме проблем и во месец јануари немаме јавен превоз. Јас јавно се извинувам на граѓаните и жалам поради овие технички неможности, но општина Куманово има своји приоритети, а првенствено тоа е заштитата на животната средина и употреба на современи или помодерни возила кои што загадуваат многу помалку во однос на постоечките возила кои што се користат во јавниот превоз. Поставивме устови на тендерска постапка да минимум од техничките возила кои што се користат во јавниот превоз ги исполнуваат Евро 4 стандардите. Се јавија поголем број на фирми на јавниот повик. Јавниот повик веќе заврши. Мислам за 5 или 6 од постоечките линии има веќе поднесено жалбена постапка која што е во стек, треба да се произнесе второстепената комисија во ресорното Министерство за транспорт и врски, а веќе во текот на денешниот ден ќе бидат подпишани сите договори на сите оние компании кои што имаат добиено на тендерските постапки на веќе поставените линии кои што се над 20 во општина Куманово, и се надевам дека на тие линии веќе од 1 февруари ќе воспоставиме превоз, но оваа постапка во ниту еден момент не ја доведува под знак прашање постапката за вршење на превозот на учениците, бидејќи таа е независна постапка и секој училиште согласно законските можности може за итни и неодложни работи да си подпише договор со превозници кои што ќе вршат превоз на ученици во училиштата, што значи училиштето како што даде насоки и владата ќе почнат да функционираат и работат од први, а за децата ќе има обезбеден превоз. Дополнително градскиот превоз ќе биде ставен во најголем дел во функција од први, а верувам дека и постапката жалбена ќе заврши за овие останати линии и ќе имаме непрешено одвивање на превозот. Останува на општината дополнително да го провери квалитетот на возилата кои што се декларирани во тендерската постапка, дали ги исполнуваат сите нормативи како што е наведено во документација, но за тоа ќе следат други постапки.